Куманово е меѓу 6 градови во кои од денеска почна масовната имунизација. Вакцинирањето се спроведува во спортската сала на средното училиште Перо Наков во населбата Бедиње. Имунизацијата ја реализира медицински персонал од здравствениот дом и за сега таа се одвива непречено согласно протоколите за заштита. Поставени се 15 пунктови, а во моментов работат 6 екипи. Имунизацијата ќе се спроведува со кинеската Синофарм вакцина, а на располагање има 4200 вакцини. Веќе 10 дена слободно можам да кажем дека се подготвиме за да почнеме со масовна вакцинација. Како што знаете, за сега се дава кинеската вакцина. Има голем број заинтересирани, особено по старата генерација. Денеска имаме пуштено термини. Од мој термин, значи има дојдено поголемиот број од закажаните термини, меѓутоа има и од тие кои не се дојдени, сигурно има причини пошто се постари луѓе. За сега, значи од сабајле, од 10 часот сме почнале, вакцинацијата се одвива нормално, без никаков проблем. Согласно планот е предвидено дневно да се вакцинираат по 1000 лица. Началничката на здравствениот дом Јовановска укажува дека на располагање во овој регионален центар ќе бидат 30 медицински сестри и 15 лекари од оваа здравствена установа. Значи задоволни сме, значи организиравме, луѓето доаѓаат, меѓутоа со оглед на тоа што се работи за постара популација, значи тие се вржани, значи од нас своите најблиски, значи да мора да ги придружуваат, меѓутоа значи сега за сега, значи со оглед значи дека имаме многу термини, се е во ред. Се надевам дека ќе продолжи така, инаку од денеска боцкаме со кинеската Синофарм вакцина, значи тоа е онаа класична вакцина, значи направена од вирусот инактивиране, значи со намалена вирулентност, не дава никакви значи поствакцинални реакции, значи дури нема ниту болка во раката, не дава температура. Значи се дава во 2 дози на растојание од 21 ден. Овие денови е предвидено да се вакцинираат пациенти над 80 години, но се очекува наредните денови да се намалува и старосната граница. До сега во Куманово се вакцинирани 1400 лица. Од утре, значи 5 мај, после 18 часот, сите здравствени работници кои што работат во државна или приватна здравствена организација не е проблем, значи со потврдите, значи пополнети, може да дојдат тука и да примаат вакцина. Во регионалниот центар покрај Кумановци ќе се вакцинираат и жителите на Липково, Старо Нагоричане, Кратово, Крива Паланка и Ранковце.